Добре дојдовте во урбаните вести. Шилегов не очекува сериозни последици во однос на безбедноста на градот од невремето кое се најавува. Ова е само најава за денешните вести. Останете со нас. Изложба на србинката Наташа Радосављевиќ во општина Бутел. За 5 години собрани 9369 единици крв само во Центарот за дарување крв во Даре Џамбас. Град Скопје преку веб страната и Facebook ќе ги предупредува граѓаните за можни штети од навремето. Понеделник и вторник уписи во средните училишта. Црвениот крст на град Скопје со доделување благодарници и признанија за придонес во крводарителството денеска го одбележа Светскиот ден на крводарителството. А воедно одбележа и 5 години од работењето на Дневниот центар за дарување крв во Даре Џамбас, каде што за 5 години биле собрани 9369 единици крв. Под мотото "Биди тука за другите, дарувај крв, сподели живот", Црвениот крст на град Скопје денеска го одбележа Светскиот ден на крводарителството 14 јуни и 5-годишната успешна работа на Дневниот центар за дарување крв во просториите на Даре Џамбас. Акцент на овогодинешната кампања е крводарителството како чин на солидарност, преку кој се нагласуваат основните човечки вредности. За 5 години активно работење на Дневниот центар за дарување крв реализирани се вкупно 9369 единици крв од самоиницијативни дарувања, како и од дарувања на акции реализирани во просториите на Дневниот центар. Нешто што за нас е посебно значено е дека оваа година, до крајот на годината, како Црвен крст на град Скопје и Црвен крст на Република Македонија, во соработка со институтот, планираме да започнеме интересни, да кажам, кампањи, пред се за подигнување на свеста за дарување на крв кај средношколците, кај студентската младина. Потоа ќе работиме на промоција и изработка на промотивни материјали на турски, ромски, албански јазик, заради тоа што сметаме дека треба да го зголемиме бројот на луѓето кои даруваат крв од тие етнички групи и секако ќе направиме дополнителна промоција на тромбоферезата или дарувањето на тромбоцитите, бидејќи тоа е единствениот дел од крвта кој што навистина најмалку трае можеме да го сочуваме, а тоа е секако важен сегмент во лекувањето на болните и пациентите на клиничкиот центар во Скопје и надвор од Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој денеска го посети Дневниот центар за дарување крв, рече дека преку овој дневен центар идеја е да се помогне на што можно повеќе луѓе, а секогаш ќе бидат помогнати од градот и крводарителските акции. Дневниот центар на Црвениот крст на град Скопје за дарување на крв функционира повеќе од 5 години, околу 10.000 наши сограѓани овдека дошле да дадат крв во рамките на овој капацитет и тоа по една проста математика кажува дека во просек околу 6 скопјани дневно доаѓале овдека во Дневниот центар да дадат својата крв и да го направат најголемото хумано дело што еден човек може да го направи, тоа е да придонесе да спаси определен живот. Крвта нема вера, крвта нема нација, крвта нема раса. Всушност преку крвта се потврдува колку сме сите ние исти. Градот Скопје има сериозно квалитетно добра соработка со Црвениот крст на град Скопје. Ја зголемуваме, ја интензивираме. Како дел од денешното одбележување на Светскиот ден на крводарителството беа доделени благодарници и плакети на организации и институции за нивниот придонес за промоција и унапредување на крводарителството во Скопје. Министерството за здравство со својата програма за унапредување на крводарителството во висина од 15 милиони денари, која што е зголемена за 1 милион денари во однос на претходната година, ќе продолжи со своите активности и поддршка за понатамошно напредување на крводарителството. Благодарност до Црвениот крст, благодарност до Институт за трансфузиона медицина за континуираната соработка. Како министерство ќе продолжиме понатаму да ќе интензивираме сите активности кои што ќе значат што поголемо собирање на крв, бидејќи знаеме што значи крвта, значи живот за секого. Шилегов не очекува посериозни последици во однос на безбедноста на градот од невремето кое се најавува. Тој рече дека службите и јавните предпријатија се на висина на задачата која се очекува од нив, а најави дека преку веб страната и Facebook ќе ги предупредува граѓаните за можни штети од невремето. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов за невремето кое го зафати Скопје и ги поплави дел од улиците низ градот, а направи и штета со паднати околу 80 дрвја, рече дека службите и екипите на јавните предпријатија се на висина на задачата која се очекува од нив.
Тој рече дека проблем имало на традиционалните критички точки во градот, како што се подвозниците, а екипите за 1 час успеале да ја отстранат водата од коловозите и истите да бидат проводни, а расчистувањето на градот од паднатите дрвја е при крај. Денеска повторно се очекува ново невреме да го зафати градот, а Шелегов рече дека не очекува посериозни последици во однос на безбедноста на градот од невремето. Тој најави и новина за предупредување на граѓаните, односно на веб страната на градот и Facebook страната, ќе се даваат предупредувања за заштита на граѓаните. Во текот на вчерашниот ден, меѓутоа и во саботата, градот Скопје докажа всушност дека службите и јавните предпријатија се на висина на задачата која што се очекува од нив. Знаете дека во саботата имавме преку 80 паднати дрва, многу силен ветер и интензивни врнежи од дожд, кои што на определени традиционално критични точки во градот Скопје доведоа до излевање на вода на коловозите. Во рок од еден непон сат после таквото невреме, екипите на градот Скопје, на јавните предпријатија, успеа да отстранат водата од коловозите и да ги отстранат повеќе од 80 паднати дрва од главните коловози и расчистувањето веќе е при крај по споредните места. Во текот на вчерашниот ден немавме посериозни излевања, освен она што како традиционално се јавува као критични точки, тоа е подвозникот кај Бихачка, кај Скопски саем, подвозникот во Бутел. Екипите се интензивно спремни. Воведовме една новина за предупредување на граѓаните, тоа е дека на веб страната на градот и на Facebook профилот даваме навремено предупредување за очекувано невреме или врнежи со цел граѓаните да се себе заштитат и да се го заштитат што е можно повеќе имотот. Така што не очекувам дека може да имаме посериозни последици по однос на безбедноста на градот. Од денеска до 20 јуни во холот на општина Бутел ќе биде отворена изложба на српската уметница и поетеса Наташа Радосављевиќ. На изложбата изложени се 15 слики, кои истите се ставени на продажба, поради големиот интерес од граѓаните кои сакале да купат од изложените слики. 15 слики насликани од уметницата и поетеса Наташа Радосављевиќ од Белград, од денеска се изложени на ликовната изложба во холот на општина Бутел. Ликовните дела кои жителите на општина Бутел ќе имаат можност да ги видат се насликани во техниката масло на платно. Присутните на отворањето на изложбата веднаш изразија желба за да купат некои од сликите на Наташа, па така и самата уметница најави дека сликите ќе бидат понудени за продажба. Наташа Радосављевиќ подеднакво е посветена и на сликањето и на пишувањето поезија. Овој циклус слика кој сам изложила зове се Лети пев. Овој циклус слики кој ги изложив се вика Лети пев. За мене е можност публиката во Скопје и општина Бутел да ме запознае и многу ми значи што има можност да се сретнам со нови луѓе и колеги, да разменам искуства и тоа ми представува огромно богатство во мојот живот, развој и уметност. Јас би сакала некој да има моја слика и да ужива во неа. Тоа би било прекрасно. Има моју слику да ужива во њој, зашто да не? Тоа би било прекрасно. Српската сликарка и поетеса за прв пат учествува на 8-та ликовна колонија Љубанци 2018, што се одржува по 8 пат во живописното Љубанци. Изложбата ја отвори градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој рече дека општина Бутел е единствена општина која организира една ваква изложба и оваа промоција многу значи за општината. Денес имаме голема чест да општина Бутел биде домаќин на една прекрасна изложба каде што се представуваат делата на големиот уметник Наташа и мислам дека ова ќе биде една основа за наредниот период да имаме повеќе вакви ликовни колонии од незините дела. Покрај тоа што господјата изработува слики, она е еден поет кој што се надевам дека во наредниот период ќе имаме можност за презентација на некоја нејзина книга. Затоа општината Бутел е отворена за ваквите активности кои што може да се направи. Изложбата во општина Бутел ќе биде отворена се додека трае ликовната колонија Љубанци 2018, односно до 20 јуни. Наташа заедно со сликарот Новица Трајковски имале заеднички изложби во Берово и Радовиш. Инаку Наташа имала 16 самостојни и повеќе колективни изложби, а има објавено и 3 книги поезија. Проект за еднонасочен сообраќај со цел да се намали сообраќајниот метеж.
Тротоарите да се ослободат од возилата и да има безбедни зони за пешаците. Реконструкција на улиците Римска и Атинска, а исто така и целосна реконструкција и проширување на улицата Њуделхиска, на која ќе биде поставена и нова атмосферска канализација. Се дел од практичните решенија за проблемите на Млечен, кои граѓаните и градоначалникот на општина Карпош заеднички ги договорија. Во урбаната заедница Владо Тасовски Млечен ресторант вчера вечер се одржа уште една средба меѓу граѓаните од оваа населба со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и представниците од полициската станица Карпош и СВР Скопје. Градоначалникот Богоев напомена дека многу скоро започнува реконструкцијата на улиците Римска и Атинска со средства добиени од Светска банка, а исто така целосно ќе се реконструира и прошири улицата Њуделхиска, на која ќе биде поставена и нова атмосферска канализација. Сепак должно овие и други сервисни улици, веќе со години паркирањето представува сериозен проблем. Локалната самоуправа веќе подготви проект за еднонасочен сообраќај со цел да се намали сообраќајниот метеж, а и тротоарите да се ослободат од возила и да има безбедни зони за пешаците. Токму во оваа урбана заедница пред 2 месеца започна и зелената офанзива во Карпош, во која што се засадија 155 висококвалитетни дрвја. Дополнително се зголеми зеленилото на платоата на Млечен и на Педагошка, а Богоев најави и започнување со реконструкција на спортските игралишта за фудбал и кошарка во основното училиште Војдан Чернодрински. Граѓаните наведоа повеќе проблеми кои се однесуваат на јавниот ред и мир и поставувањето на урбана опрема од страна на угостителските објекти. Представниците од полициската станица Карпош се понудија на целосно располагање на граѓаните и се договорија за заеднички патрули на покритичните места. Исто така ќе се интензивираат теренските контроли врз оние објекти кои не ги почитуваат правилата за поставување урбана опрема. А Богоев нагласи дека во град Скопје се подготвува и нов правилник за целосно справување со субјектите кои го узурпираат јавниот простор. На 18 и 19 јуни ќе се спроведе првиот круг за упис во средните училишта во јунскиот уписен рок, а резултатите ќе бидат објавени на 20 јуни. Второто пријавување ќе се врши на 28 јуни, додека пак третиот уписен рок ќе биде на 23 август. Во јавните средни училишта во земјава, в понеделник и во вторник, 18 и 19 јуни, ќе се спроведе пријавување за пишување ученици за учебната 2018-2019 година во јунскиот уписен рок. Ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни. Квалификацијското тестирање ќе се организира на 22 јуни, а конечните ранглисти со резултатите ќе бидат објавени на 25 јуни. Второто пријавување за пишување на ученици во јуни ќе се врши на 28, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени наредниот ден на 29 јуни. Учениците може да изберат гимназиско, стручно, средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августоскиот рок ќе биде на 23 август. Во Македонија во текот на целиот ден утре ќе биде пооблачно со повремени врнежи од дожд, кои локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи, а се очекува да наврне и поголема количина на воден талок. Потоа во следните денови ќе има повремен пороен дожд и грмежи, особено во попладневните часови. Дневната температура ќе опадне за неколку степени. Во Скопје утре температурата ќе достигне 26 степени, сабота и недела од 27 до 30 степени и понеделник 31 степен. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Следете ни понатаму на нашата веб страна, Facebook фан страната и YouTube каналот. Пријатно!